Во Младинскиот центар во Струмица се одржа третата промоција на книгата Ех Нихило, репортажна поезија за Андалузија од Звонко Димовски. По представувањето во Скопје и во Прилеп, делото беше промовирано и пред струмичката публика, отворајќи разговор за еден необичен книжевен пристап што ги спојува поезијата, патеписот и репортажата. Ех Нихило ја истражува Андалузија како простор во кој низ вековите се преплетувале различни цивилизации, религии и култури. Наместо класичен историски или патописен запис, авторот избира поетска форма што истовремено ја задржува документарната прецизност и лирската чувствителност. Така, фактите за историското наследство на Ал-Андалус се испреплетуваат со стихови што ја доловуваат атмосферата, луѓето, секојдневниот живот и духот на регионот. Книгата од почеток беше замислена да биде некаква комбинација на фактографски историски материјал, кој што точно ќе зборува за историското наследство и за културите кои се вкрстувале во Андалузија, односно во поголемиот регион Ал-Андалус, но истовремено во себе си ќе носат некој поетски, лирски елемент и токму затоа трагав по формата за која што не бев сигурен од самиот почеток како би изгледала таа книга. И после неколку проби и откажувања да дојдам до формулата или до формата која што почна да ми се допаѓа и продолжив понатаму да ја истражувам, односно да ја создадам книгата за Андалузија во форма на репортажна книга напишана во стихови, затоа ја нарекуваме репортажна поезија, каде, како што споменав, фотографскиот материјал го поврзуваме со лирскиот елемент, со цел читателите не само да ја запознат историјата и културното наследство на Андалузија, туку и да ги осетат, почувствуваат, видат, допрат чувствата, луѓето, цивилизациите, промените, секојдневните навики, ритуалите на луѓето кои што живеат и живееле денеска во Андалузија. Во делото значајно место има и авторското искуство. Повеќе кратните престои во Андалузија се претворени во интимен книжевен запис, во кој патувањето станува повеќе од географско движење, прераснува во лична авантура и внатрешно истражување. Токму тој спој на личното и универзалното ја прави книгата блиска и препознатлива, оставајќи простор секој читател да воспостави собствена врска со раскажаното. И секако она што ми беше многу важно, додека читателите ја читаат книгата и размислуваат за неа, да можат да ја поврзат и со себе си, бидејќи тоа и мене како автор ми беше многу важно да го вплотам во книгата сопственото искуство и како тој простор делувал на мене сите тие пати кога сум се навраќал во тие простори, сум го доживувал просторот како вид на авантура, но и како форма на романса со себе си, со сопственото искуство и сопствената фантазија, и тоа е еден важен дел од книгата и се надевам дека читателите ќе успеат да го пронајдат тој личен белег и се надевам да го поврзат со себе си. Со промоцијата во Струмица Ех Нихило, репортажна поезија за Андалузија, го продолжува своето патување низ македонските градови, представувајќи дело што отвора нови можности за современиот книжевен израз преку спојот на репортажата, историскиот наратив и поетскиот јазик.